топли преградки. Суперхерои, без нас овој свет нема да го биде. Ние милиарда бои, ништо не двои, заедно растеме. Токму така Скопје се радува бидејќи ситно броиме до најновата инклузивна забава која што традиционално веќе се одржува на школка. 11 мај е датумот, како ќе биде организирана, што се ќе се случува, а патем и за втората детска сликовница на пријателот на утринската Дејан Јанкулос ќе зборуваме наредниве минути. Дејан Може би требало Дејан да бидам. Сакав да посакам да приде со јазикот на пчелите Да. Се разбираме, нема га, не е проблем. Македонија наутро. Да, благодарам на поканата, секогаш со задоволство доаѓам дома. Едноставно како дома се чувствувам. Баш ми е драго, воспоставивме многу убава комуникација низ годиниве, најавуваме многу настани кои што секако одат во прилог на мисијата меѓу другото која што ја има и утринската програма. Поголема инклузија на сите наши граѓани во сите сегменти на општественото живење. Години за ред со една мала пауза за време на ковид пандемијата ја организираме инклузивната забава, но иако мислевме дека ќе се намали интензитетот од како помина ковидот, добива на интензитет и на масовност. Тоа е доказ дека навистина ни се потребни вакви случувања. Да, па со самото тоа што 6-та година го правиме настанот поред, значи самото тоа докажува дека едноставно растеме се повеќе и повеќе. Потребата од вакви настани очигледно е дека има и уште потреба. Дефинитивно со тоа показател за тоа е кога ќе заврши настанот. Како завршува настанот, веќе децата, многу децата и родители и пријатели, ајде кога ќе има нареден пак. Некои очекуваат од децата дека сега наредниот месец или наредната недела дека ќе има. Ние секако сакаме што повеќе да има вакви настани. Не е едноставно за организирање, меѓутоа едноставно е затоа што е со многу љубов и затоа што има многу позитивна енергија. Вчера се обидов да селектирам дел од фотографиите низ години од инклузивните дружби и никогаш не сум ги забележала. Сум присутна таму и гледам што се случува и апсолутно го гледам расположението на сите присутни, но никогаш не сум го забележала тој набој на емоции. Ќе го видат нашите гледачи на фотографиите, тоа е нешто што каде што е забележан мигот. Тоа е нешто што ни е потребно на сите нас. Да, па еве во последните две години успеавме тоа преку и видео запис да имаме да се долови до негде тој момент. Фотографии има, преку тие фотографии може да се насети, некој пат може да
ајде да не речам да се почувствува, меѓутоа навистина да се доживее на некој начин. Школка е место каде што е гуши бац место. Значи таму има навистина премногу има позитивна енергија, премногу не е никој пат уствари, всушност не е премногу, никогаш доволно, меѓутоа има навистина огромна количина на насмевки, прегратки, на љубов, на другарство. Едноставно таму сите сме исти. Различни сме на многу основи, меѓутоа сите сме исти затоа што сите го посакуваме она што всушност се случува на школка. Таа дружба, тоа заедништво, каде што едноставно сите се прифаќаме и почитуваме токму онакви какви што сме. Тоа е мисијата и тоа еве успеваме, како што каже и ти веќе, дека години наназад, 6-та година поред, значи дека на вистинската патека сме. Како ќе биде организирана школка? Концепцијски е слично како и претходните 2-3 години, значи една огромна игротека, меѓутоа игротека во која што има голем број разновидности. Знаат веќе дека имаме и нелути се човече, имаме кошарка, фудбал, други различни спортови, имаме ликовно катче, забно катче, имаме едукативно, имаме други некои креативни работилници, шарени работилници, многу качиња на кои што децата едноставно ќе се чувствуваат. Јас некој пат си се смеам како на еден час. Јас сум учел во 11 октомври целодневна настава, значи се сме имале таму, и ликовно, и музичко, и физичко. Едноставно тоа ќе го имаме на школка. Ќе биде распространета, што многу не радува, затоа што секоја година има некој плюс што повеќе сака да учествува. Например, еве како мала тајна да речам, ќе има лего коцки. Какви ќе бидат, што ќе бидат, и јас не знам, меѓутоа како ете нов момент. Има уште доста што ќе се вклучуваат. За фотографирање со нетрпение очекувам, вчера ја видов на социјалните. Да, апсолутно. Тоа јас вчера кога ми ја донесоа, викам јас ова останав едноставно магична е некако, ама верувам дека сите ќе сакаат да се слика. Веројатно возрастните многу повеќе. Секако ќе има на социјалните мрежи. Оно што мене ми се допаѓа што инклузивната забава низ годинива докажува дека најголемите бариери се системските, а не меѓу нас граѓаните. Тука сме сите исти и тоа го потврдуваме во пракса, што ми е особено драго. Да, тоа е целта. Така е започната ова иницијатива. Како и се друго што правиме, инклузијата е пред се, односно основно е зголемување на свесноста за различностите, прифаќање, почитување, инклузија, дружбата, заедништвото, љубовта, сакањето, сето тоа. Меѓутоа, она што на вистина може би една како најцелна група која би ја издвоил, се всушност оние родители, оние семејства кои што немаат блиска атипичност. Дали во комши, меѓутоа ако тргнеме, ние секој имаме некого што знаеме што е по нешто различно од нас. Сакаме нив да ги привлечеме, што повеќе да дојдат, да се ослободат, да речам, да се ослободат од оние стеги или стигми кои што ги имаме, еве, така ќе речам, што ги имаме ние возрастните заради некои причини. Најчесто е заради непознатото, страф од непознатото, меѓутоа ние ги повикуваме да дојдат и на самата школка да видат дека сите овие деца, тие деца некој пат се малку и повозрастни деца, сите тие лица со атипичен развој се лица кои што првенствено се лица со име и презиме како и секој од нас, сите сакаат, можат, умеат да направат нешто, дали ќе пеат на сцена, дали ќе рецитираат, дали долу ќе цртаат, дали на некој начин ќе се вклучат во играта, како иде, доволно е да се види нивната желба. Во колку часот почнува школата? На 11 во 11. Во 11 часот, ден предходно, односно 2 дена 9 и 10, за ред на сајамна книга во промоција на втората сликовница која што мене особено ми е драга, другарко и две мачанца. Ова е втората сликовница, првата беше другарко и токму тука ја промовираме, но потписки може да добијат сите кои што ќе дојдат на сајамна книга. Нова приказна имаме. Да, ова е продолжение или уште еден придонес во сето она што јас го правам и заедно секако со сите оние огромна армија другари, тоа е продолжение сега на другарко во неговото секојдневие му се приклучува, односно тој се приклучува на другарка и маченцата и патуваат по едни преубави планети кои што имаат многу убави интересни имиња, а тоа ќе можат да го откријат дечињата кои што ќе можат да прочитаат. И овде се учи, вака се учи за инклузија, преку литературата, преку пример се учи.
Да, има начини за како можеме да дадеме придонес, како можеме да покажеме или како може да дознаеме, има секаков начин. Доволно е само да бидеме ослободени ние во умот и тогаш мислам дека многу полесно ќе биде за себе. Првите примероци може да се набават на сајм на книга, споменавме 9 и 10 и 31 официјалната промоција во Домот на култура Билјана Беличанец. Билјана Беличанец, да, во кисела вода, така да секој е добре дојден кој сака може да дојде на сајм на книга во 9 и 10 во 17 часот на штандот на Прозарт Медија, на 31 дополнително за термин, меѓутоа попладне ќе биде затоа што на сите ни одговара попладне. Ние се гледаме и на сајм на книга, се гледаме и на школка, што туку ми пристигна информација на социјалните мрежи, односно порака на социјалните мрежи, ова е космонаутко, така да. Да, јас веројатно треба космонаутко да го запишам. Сакам да кажам, во различни улогите видовме низ годиниве, но сите беа со многу убава кауза, со многу убава цел. Да, без разлика ете космонаутко знаеме во кој период беше. Имунизацијата, еве. Да, се надоврза на тоа. Космонаутко името дојде во еден период далеко од убав. Меѓутоа едноставно на сосема друг начин веќе луѓето ме поврзуваат во тој период, што секако е многу убаво, многу драго, така да и на сликовниците пишува Денис Јанкуловски космонаутко, така да веќе космонаутко е... Тоа е најважно, тој период помина. Да, дефинитивно, така да... Ова е момент. Сега одиме со вакви убави работи. Да, во кој што треба да зборуваме за убави теми. Благодарам Денис за гостувањето во Македонија наутро, ние се гледаме и на сајм на книга и на школка. Секако.